Оваа година Сдруженијето Етно Ризница воспостави соработка со еврејската заедница во Македонија. Впрочем, еврејскиот и македонскиот народ имаат многу нешта заеднички. Соработката се искачи на едно така малку повисоко ниво. Во оваа прилика би сакал да го споменам господин Мориц Романо, кој всушност го работел она што Етно Ризница го работи на североисточниот дел од нашата земја, значи ги собирал староеврејските песни, сефардски, кои од Шпанија, Португалија, Сараево до широк сокак на Битола се пееле. Во Битола се пееле на начин нашите македонци пееле македонски песни, евреите пееле еврејски песни и на тој начин ги поминувале своите серенади. Господја Берта Романо Николич, ќерката на господин Мориц Романо, ни излезе во пресрет и ни ги на некој начин отстапи песните за вечерва подготвени само 9, кои маестро Глигор Гелебешев ги има преработено во аранжман за да станат сефардски романси. Бидејќи соработката со Етно Ризница говори многу повеќе, тоа мене лично ме испровоцира да старите македонски песни бидат испеани и да ги доближиме едноставно во начин во едно оперско пеење или класично пеење до народот. Народот ги знае овие песни и некако сакавме и оперското пеење да го приближиме и самото тоа, самиот збор Етно Ризница говори дека треба овие работи да бидат заеднички. Месечина Царева девојко е една прекрасна песна која што ми беше посочена нели од организаторот на Етно Ризница и јас со задоволство ја прифатив и аранжираш Игор Трајковски. Некако се најдов во песната, можеби заради тоа што многу можеби е тешко вакви изворни песни да се пеат во оперско пеење, би го рекла, или во класично пеење, но не знам, можеби духот, бидејќи дома моите родители пееле народно, па тоа ме привлекува. Можеби тоа тлее во мене и покрај тоа што сум класичар. Со големо задоволство би кажала дека се работи за еврејски романси. Всушност, сега се еврејски романси. И некако мене лично ми дојде идејата да пак го оживееме можеби духот на старото време. Имам заштитено 300 песни, повеќе од 300 песни, пред се тоа се детски песни. Но секако дека правам и аранжман за народна музика и компонирам народна музика, оваа вечер ќе настапи нашиот, мислам, најпознат бенд од Куманова. Еве како одминува времето, тие се повеќе се наметнуваат на македонската музичка сцена. Тоа е Челик бенд, кој морам да ги пофалам за и во вакви тешки услови, за нивна исклучителна ангажираност. Значи, повеќето бендови и пејачи во оваа време, невреме со корона кризата, велат зашто да снимам кај ќе настапам. Тие го мислат спротивното и нон-стоп одат понатаму, чекор понатаму, учествува на фестивали со нови проекти, со нивни авторски песни. Така се случи и ова соработка. Веќе 3 години поред настапувавме на фестивалот, на Кумановскиот фестивал Тумба Фест. Исто така сме фестивалски оркестар кој настапува и ги прати најубавите вокали од естрадата на Македонија. Вечерва така одлучивме со колегите, седевме и што ќе да направиме некој убав, интересен македонски сплет од македонски изворни народни песни и одлучивме да ги снимаме Болен лежи млад Стојан, Море сокол пие и Севдалино мало е моме, кои ќе ги слушнете вечерва.